Ваше високо преосвещенство, почитуван и возлюбен наш градоначалник, почитувани советници во општина Велес, честни отци, почитувани и возлюбени драги браќа и сестри. Да му благодариме на Бога што не удостои годинава во мир, со благоговејна почит и радост, да го прославиме споменот на целебникот Господов, светиот великомаченик Пантелеимон, кој е патрон и заштитник на градот Велес и на сите велешани, и во чиј храм вечерва се наоѓаме. За сето ова време, низ сите овие години, храмот на свети великомаченик Пантелеимон бдее над секоја македонска душа во овој град. Со тажните тагува, со радосните се радува, храбрите ги умудрува, слабите ги подкрепува. Овој прекрасен храм е вековен символ и достојно обележие на македонскиот непокор, на македонската сенародна упорност и истрајност. Нашите предци, предводени од тогашното благочестиво свештенство и од добриот и кроток неимар Андреја Дамјанов, преку изградбата на овој храм, му го дале на Бога, на Велес и на сиот македонски народ најубавото, најчистото и највредното од себе. Го откинале од своите души највозвишеното и најсветото. Дарот и талантот што им бил даден од Бога, десеткратно го умножиле. Па вечно се вградиле себе си не само во овој храм, туку и во нашата славна и богата македонска историја. Од скромните средства со кои тогаш располагале, устроиле царска палата за царот на царевите, пред која сите ние стоиме со воскит и воодушевување. Од неверојатно сложените услови кои владееле во оваа тешко достапна местоположба, тие преку својата несоборлива волја, тешките прилики ги претвориле во извореден успех, во неповторлив триумф на човечкиот дух. Никому ниту се пожалиле, ниту пред некого се правдале. Напротив, го организирале народот, ја зацврстиле неговата волја, садиле во неговите срца непоколеблива вера, па го украсиле и накитиле овој храм со прекрасни божествени тајни, кои се видливи и препознатливи само за чистото и достојно око. Со своето знаење и умење создале духовна убавина и велелепност, која ги засенила сите тогашни османлински градби. На назадноста и затапеноста им ја спротиставиле креативноста и хармонијата. Пред духовната распуштеност ја предпочитале складната Божја форма. Со своите умешни раце го скротиле хаосот, го освоиле просторот и како добри домаќини го уредиле домот во кој секојдневно до ден денеска, непрестојно и постојано, во небесните височини се извишува молитвата на велешките христијани. Сето ова ќе било невозможно без Бога, како и без застапништвото и закрилата на светиот великомаченик Пантелеимон. Токму овој пример ни покажува колку е битно да ги подготвиме своите срца за Божјата благодат. Битно е да го пронајдеме, да го изнедриме дарот Господов, кој понекогаш во нас лежи длабоко закопан и неискористен. Се трупаме честопати себе си со разни предрасуди, со овосветски грижи, со нереални амбиции и непотребни желби. Ги услужнуваме нештата до непрепознавање. Се убедуваме себе си во невистината, отворено се спротиставуваме на евангелските начела и на Христовите поуки и напатствија. Божите заповеди ги доживуваме како товар, како тешко бреме, како јарем што притиска и успорува. Забораваме дека животот е многу едноставен,
Забораваме дека верата во Бога го оправдува и го осмислува човековото постоење. Предодеността кон Божите вистини е јакнење на нашата способност, поттик на нашиот духовен потенцијал, остварување на мисијата Христова, победа на доброто над злото, конечен триумф на креативноста пред разорната моќ на уништувањето. Затоа, секому од нас и му е даден посебен дар, што како духовна можност од самото наше раѓање на овој свет е зашиен во секое битие човечко. Божиот дар е троичен печат, николец на раскошни духовни цветови, за чие развој и раснење сме одговорни ние самите. Дарот што го имаме во себе, кој чека да пркне и да се развие, ќе биде безцелен и безвреден ако не го умножиме и преумножиме, ако не го споделиме со светот и со својот ближен. Греф е да можеш да помогнеш, а да одбиеш. Неправда е да знаеш, а да не сакаш да споделиш. Во греф престојува оној што умее да прави добро, а не го чини. Вели во Евангелието светиот апостол Јаков. Свети Пантелеймон е изворен соработник и сотрудник во благодатта Божија. Дадениот дар од Бога не пропаднал залудно, не се распраснал низ ветрот како најситна прашинка. Тој со сите своји духовни сили се трудил да служи на Господа и на својот ближен. Својата лекарска вештина секому ја дал на располагање. Ги избавувал од болестите и христијаните и паганите. Еднакво се грижил и за царските великодостојници, но и за обичениот народ. Се наделал единствено на Бога и на неговата сила. Бил вооружен со пламена вера и со непрестајна молитва. Секој што имал било каква потреба, во преградката на Свети Пантелеймон ја наоѓал својата утеха. Уште за време на својот живот бил достоен за своето име. Пантелеймон значи се милостив. Ово име, како залог за вечност, го добил на своето крштение. И се до крајот на својот свет живот, тој целосно бил сообразен со неговото вистинско значење. Свети Пантелеймон не го напуштил својот идентитет дури и кога му се заканувала смртта, дури кога жестоко бил измачуван за своите убедувања. Огнот на страдањата не го претворил во пепел, ниту пак го фрлил во бездната на заборавот. Напротив, ја исковал во злато неговата света личност, која до крајот на светот и векот ќе сјае со својата убавина и ќе сведочи за вистината. Затоа, драги браќи и сестри, да се угледаме на Свети Пантелеймон, да ја усвоиме неговата истрајност во верата, усрдно да го браниме она што сме. При тоа, во ниеден момент да не ја напуштиме милосрдност. Пред нас како македонци и пред нашата татковина Македонија предстои долга борба за зачувување на народното достоинство, за унапредување на нашето општество. Овие битки нема да бидат водени само во представничките домови и во скриените кулуари, туку и во секое срце и ум македонски. Секој од нас, од идните генерации ќе биде ценет и преценуван токму според своите дела, според тоа каква и колкава вредност ќе остави во наследство на овој свет. Имајќи боговдахновен разум и дух, како сјајниот целебник Пантелеймон, ќе стекнеме смелост и јунаштво, со кои без страв и гласно ќе можеме да извикаме: радувај се, народе, блесни по славата Христова. Нека ни е честити векови денот. Со своите свети молитви нека не штити, пази и закрилува милосрдниот служител Божи, светиот великомаченик Пантелеймон. Ви благодарам на